Густата борова шума фрла природна сенка на локацијата покрај Охридското езеро, познато како градиште. Парчето земја се смета за бисер Охридски и поради местоположбата и поради големината, од околу 100.000 метри квадратни. Ова сега атрактивно земјиште до 1957 година било во собственост, дел на локалното население од Пештани, дел на МПЦ. Но таа година државата им го конфискувала имотот на овој потек заради општи интерес. Врз парцелите на Пештанци е изграден познатиот автокамп Градиште. По самостојувањето, Република Македонија го донесе законот за денационализација со цел да ги исправи неправдите со конфискација на земјиште од претходниот систем. Во 2008 година МПЦ успеала да си го врати својот дел од имотот, но жителите на Пештани водат правна битка до ден денес. Не можеме да го вратиме имотот кој го бараме 21 година. Видите какви објекти сега тука се поставени. А за сето то молчите инспекцијата. Значи од општина Охрид, инспекторатот, градежниот. Пештанци сметаат дека имаат право да им се вратат парцелите, бидејќи автокампот изграден врз нивната земја одамна не е државен. Некој прави пари, милионски суми, ние не можеме тука и пристап да дојме до нив. Ова го имаме кажано не еднаш, 10 пати и до влада, и сегашна и претходна. Да се превземи нешто. Да не дојдат, има луѓе кои што му се нервите на рап на ивица, викаат кој ме ќе запалиме. И ќе сносиме одговорност ние. Има основ за враќање. Со одлука на влада све се решава. Спорот денес го водат најмалку 36 семејства и наследници од Охридското село Пештани. Цела плажа прва е моја таму. Одземена му е на мој прадедо. Дедо ми не го вратил, татко ми почина не го врати, сега е на мене редот. Тоа е еден круг затворен. Законот, ако е селективен, треба да ни кажат. Вие од Пештани не сте македонци или не сте во Македонија, да си бараме чари на друго место. Значи имотите да се вратат. Прво тоа е нашето. Ако не може владата да ги врати, да не обестети. Како што налага законот, секој барател на имот во Пештани засебно има акт со решение дека му е одземен имотот и тапија дека некогаш бил собственик. Со овие докази си го бараат земјиштето назад. Надлежната комисија за денационализација не сака да им го врати, бидејќи на земјиштето се изградила автокампот. Затоа комисијата им нуди на пештанци да ги обештети, но цената е многу далеку од пазарната. Ценава што ја дава 275 денари по четврти пат ми се чини. Кој би ја прифатил? И ви одново ги обжалувате? И одново, овие документи што се пред мене се малку. Дома имам уште 3 пати поволку документи. Ево ги носам оригиналните тапи од 1936 година, од дедо ми. Наш имот, одземен 57 година со декрет на тогашната влада на Народна република Македонија. Решенијата за обештетување по толку ниски цени, пештанци ги обжалуваат пред управниот суд. Таму велат во неколку наврати добиле пресуди во нивна корист, но повторно нема епилог. Ќе управен суд има донесено 3 пресуди во наша корист на барателиве, со кои му и поништуваат решенијата на првостепената комисија и му кажуваат: дајте ми цена пазарна од даночно оделение од општина Охрид, која е? Тие не одговараат. После му одговарат првостепенава комисија, му дава цена од 6.000 денари, да сега цената од управа за приходи, од даночно оделение е 8.000 денари од квадрат, а не е 200 денари. Наоѓаат некои параметри наоѓаат од 57 година. Земјоделско земјиште. Ми го вратат како земјоделско, ние не сме против. А цена од 200 денари за нас не е прикладна. И покрај тоа што мислењата на вештите лица дека дел од парцелите таму сега достигнуваат цена и до 200 евра, Комисијата за денационализација останува на ставот дека 275 денари по квадратен метар е реална цена. Имајќи предвид дека според актот за одземање не може да се определи класата на земјиштето, вредноста е утврдена како просечна вредност од износот на 4-та, 5-та, 6-та и 7-ма класа. Висината на износот на надоместокот е определена соодветно со времето на влегување во сила на Законот за денационализација и времето на поднесување на барањето за денационализација, како и во согласност со начелото на еднаквост уредено во член 9 од Уставот на Република Северна Македонија. За комисијата, обештетувањето е единствен начин за компензација.
Земјиштето, велат, не може да се врати, бидејќи е исполнета целта за која е одземен. Изграден е автокамп. Во времето кога се донесени правосилните решенија за денационализација од страна на преостепените комисии за денационализација, Комисијата за функционалност на градежното земјиште, кое е во функција на објекти, излегла на лице место и утврдила дека соодветните катастарски парцели не може да бидат предмет на реално враќање. Додека трае спорот дали може или не може да се вратат парцелите и каков тип на земјиште се тие, од што зависи цената за обештетување, револтот кај пештанци го крива фактот што градиште функционира по своји приватни правила. Таму имаше журки во спротивност со мерките за заштита од COVID-19 пандемијата. Градиште доби и парапетче, кое експресно се отстрани. Дополнително, иако земјиштето под кое е автокампот градиште се уште е на Република Македонија, со него управува компанијата Инекс Горица, која одамна е во приватна сопственост. Најголемиот акционер во Инекс Горица, Божо Илјовски, познат како Бошко Ремис, вели дека тие го имаат кампот во владение и дека го издаваат на помали закупци. Во моментов таму стопанисува фирмата МКМ Нова Трейд со 5-годишен договор до 2024 година. МКМ Нова Трейд годишно и плаќа на Инекс Горица околу 57.000 евра за закуп, а потоа тие ги издаваат камповите на поединци. Ќар си има и Инекс Горица и фирмата закупец, но кој е ќарот на државата или јавниот интерес? На ова прашање не добивме конкретен одговор од Државното правобранителство, кое треба да го штити државниот интерес во спорот меѓу пештанци и Комисијата за денационализација. Во однос на враќање на земјиштето, правобранителството е на иста линија со Комисијата и оценува дека барањата за враќање на имотите се основано одбиени. За враќање на одземениот недвижен имот законски услови постојат само доколку по одземањето не била реализирана целта поради која имотот бил одземен. Постапувајќи по поведените управни спорови поврзани со тој регион, Висшиот управен суд утврдил дека предметните земјишта се наоѓале во оградениот круг на автокампот градиште и на нив постоеле пристапни патеки, камп приколки и простор околу нив, па поради тоа не може да бидат вратени. И додека државата одбива да им ја врати земјата или да ги обештети по пазарна вредност, пештанци алармираат дека е во тек обид да се легализираат дивоградби во автокампот. Па прашавме во општината, колку барање за легализација добиле за овој потек. Локалната власт не одговори ништо за легализацијата, но ни кажа дека минатиот месец имало инспекција во автокампот. Извршен е комплетен надзор на 15 автокамп приколки, при што се затекнати бетонски подлоги, метални настрешници, целосно затворање на автокамп, приколките со лим, дрво, алукобонд и водоотпорни гипс картон плочи. Затекнати се недозволени дрвени и метални конструкции и времени објекти. На одредени локации се затекнати и приклучоци за водоводна мрежа, канализациона мрежа и електрична енергија. Од општина Охрид за 360 степени одговорија и дека субјектот што стопанисува со автокампот не поседува одобрение за поставување времени објекти, за изведба на платформи од дрвена и метална конструкција, ниту пак на стрешници кои се поставени над автокамп приколките. Констатираната моментална состојба е надвор од сите одобрени проекти и законски прописи. Врз основа на тоа, Одделението за инспекцијски надзор донесе решение за отстранување на времените објекти, платформите над стрешниците, армирано-бетонските плочи, плочите од бекатон плочки. Актуелниот закупец на автокампот МКМ Нова Трейд вели дека стопанисува со наследена ситуација. Закуподавецот Инекс Горица пак вели дека за моменталната состојба одговорност има моменталниот закупец. Додека никој не презема одговорност што градиште е на пат да стане градежна зона, развојот на настаните од животна важност за пештанци. Стравуваат дека ако монтажните кампови станат цврсти градби и се легализираат, тогаш дефинитивно губат шанса за враќање на имотите. А ветувања дека проблемот ќе им се реши, стигнуваат пред секои избори во изминативе 20 години. Последно премиерот Заев ни обеќа во киното во Охрид дека таму ситуацијата е чиста, дека ќе се реши, ќе ви го вратиме имотот или ако не ви го вратиме имотот, ќе го обештетиме, за на крај повторно да сакаат да направат национализација на имотот со по 240 денари, 270 денари од квадрат. Мислам, ова го нема нигде,
Ако нема нигде, вратени се сите имоти во Македонија. И 99% се вратени. Заветувањето на премиерот Зоран Заев кон пештанци постои и видеозапис. Целта ни е таму кај што ги има конечните документи, дека земјиштето е слободно, дека нема товар, дека некој не го продал, дека нема нешто изградено, да го вратиме. Затоа што на луѓето што ќе го вратиме, или они ќе го градат, или ќе го продадат некој да го гради. Прво е ресурс за развој на државата. Така заглавено е потенцијал во државата, ама не е искористен. Конечно, што и да беше, а најмногу е злоупотреби внатре, да расчистиме. Затоа сите институции ги собравме на место. Ако е земјиште наследство ставштина, тоа треба да се врати. Сега, премиерот вели дека го кажал личниот став и како премиер, но институциите треба да си ја завршат работата. Јас мојата желба и мојот став сум ги кажал јавно и како Зоран Заев и како претседател на владата. Но знаете дека за тоа согласно законите има комисии, има второстепени комисии, има управен суд, има и виш управен суд. Уште еднаш ја користам приликата да ги охрабрам да завршат ваквите постапки. Затоа што секој што има тапија заслужува да биде вратено во правно законска постапка на докажување. Затоа што, како што реков, не кажувам за овој случај, но има случаеви каде што некој имал тапија, но тоа е платено на времето. Или е даден социјален надоместок, односно додаток за дете или слично во времето. Но овде е потврдено дека тоа било нивно. И решението кое што комисијата го одлучува е да плати. Веројатно несоодветен надоместок. Затоа постојат и судовите, кои што треба тоа да го утврдат. Моје очекување е брзо да завршат институциите. Јас се испратив порака и до Министерството за финансии, комисиите за денационализација и до јавното или државното правобранителство. Тие се под владата. Судовите не се. Да убрзат постапката и да бидат унисони во одлуките, согласно закон. Да не се случи една институција од државната власт, извршната, донесе едно решение, другата друго. Тогаш е играње играчки со нашиот народ. Треба да бидат унисони и заедно да стојат за ваквите одлуки. Се надевам дека многу брзо ќе ги завршат постапките, заради тоа што на неколку пати имам разговарано со државните институции. Тие соработуваат со судовите, како што е државното правобранителство, да завршат. Зоран Заев не смее да носи ставови за судовите што треба да одлучат. Јас го кажав тоа што смеам да го кажам. Ниту комисијата, ниту правобранителство немаат одговор кога би завршила сагата со пештанци, а веќе неделава повторно е закажано рочиште за овој спор. Пештанци едва и чекаат кампања за локални избори, на која најавуваат герила акции и протести. Тоа се враќа со една владина одлука. Нека ми го вратат нас, па нека ги обештите ти од Инексгорица. Тоа е многу лесно. Него работите се огромни пари, се опрашени и не им е од интерес да го вратат воопшто, него од интерес му година за година да прават профита. Да ни ги вратат имотите или да не обештетат по цена која е пазарна или која е одредена од вешти лица, а не по цена со која би направиле нова национализација. Тоа никако не е прифатливо и ние нема да се откажиме додека сме живи.